Народот во Македонија изминатите 10 години континуирано се бори со рударското лоби. Имаше протести, трибини, протестни блокади кои што трае со месеци, локални референдуми кои што беа успешни. И тоа е повеќе од јасен показател дека ископот на македонската руда не е само прашање на профитабилност на рударското лоби, ами дека станува збор за поширок јавен интерес кој што власта не смее да го игнорира. Наспроти тоа, власта влезе во уште едни избрзани измени на законот за минерални суровини токму по желба на рударското лоби и при тоа направи и законски и уставни прекршувања. Со предметни измени на законот за минерални суровини се дозволува издавање на дозвола за копање на руда пред да се заврши постапката за експроприација, односно пред имотот на кој што треба да се копа од приватна сопственост да премине во државна сопственост. Тоа е во судир прво со нормите од постојниот закон за минерални суровини, кој што предвидува дека пред да се даде дозвола за копање треба да се даде концесија за експлоатација. Исто така тоа е спротивно и со законот за експроприација, кој што предвидува дека пред да се даде концесија треба да се заврши експроприацијата, односно имотот од приватна сопственост треба да помине во државна сопственост. Сето ова е исто така и спротивно на Уставот, конкретно во член 30, кој што предвидува дека никому не може да му биде ограничено правото на сопственост, од која што дел е и личната сопственост, и е спротивно на член 9 од Уставот, кој што вика дека сите граѓани и лица се еднакви пред законите и Уставот. Било кој во држава, доколку сака да прави нешто на некоја недвижност, должен е прво да ги реши имотно-правните односи, освен рударското лоби, согласно предметните измени, и тоа ги става сите други во споредба со рударското лоби во подредена состојба пред законите и Уставот. И поради тоа, пратеничката група на Левица ќе поднесе иницијатива до Уставниот суд со која бара поништување на предметните измени.